Ќе разговараме и со банките да видиме како втора опција да овие средства бизнисот ги користи преку комерцијалните банки без дополнителни трошоци, доколку има интерес, се разбира. Доколку таму видиме дека немаме разбирање и доколку се книжат дополнителни трошоци, тогаш ќе се обидеме преку Македонската банка за обнова и развој да ги пласираме овие средства. Анализираме состојба во која што имаме уште 100 милиони евра таму, мислам дека е седма транша, ќе ме коригира Гордана ако грешам, да бидат ставени на располагање на бизнисот, а каматата да ја прифатиме ние како влада, да можеме ние да ја сервисираме каматата, практично да дојде како еден бескаматен заем, значи уште дополнителни 100 милиони евра. Очекуваме барем уште толку бизнисот да вложи и да има најмалку раст од 5% над стапката на инфлација, да креира нови работни места. И тука не мислиме да ги ставиме средствата веднаш на располагање на сметката, бидејќи еден проект за да се реализира можеби ќе треба една година, ќе имаме единица која што и преку Министерството за локална самоуправа и преку мојот кабинет ќе ја следи реализацијата и средствата ќе бидат префрлани само за исплата на фактурите кои што следат.